Купува ли власта политички поени во пресрет на изборите со одлуката администрацијата во петок да работи по скратено време? Јавноста врие, а премиерот се правда дека нацрт законот кој веќе е објавен во електронска форма, допрева ќе подложи на анализа колку одлуката е оправдана. Заев контрадикторен во ставовите. Државните службеници морале да работат повеќе, ама вели регуларно било да се провери што мисли јавноста. Јас го сваќам ова на вистина check and balance. Проверка на сето она што некој мисли дека е добра идеја. Знаете, можеме јас и вие теоретски за иста работа различно да размислуваме. И како граѓани. На крајот, во демократијата се знае, мнозинството одлучува. Од кој ќе зависи од граѓаните. Јас мислам дека со тоа не се добиваат гласови. Тоа е мојот филинг со моето искуство кое што го имам во политиката. Кои собирате идеите за предизбори, имате граѓани кои ќе ви дават идеи од една крајност до друга крајност. Ма сите се граѓани. На инсистирање на новинарите, Заев потврди дека коалициониот партнер ДУИ притиска ваквата одлука да помине без проблеми. Иако негира дека решението е популистичко и така не се добиваат гласови од граѓаните, Заев сепак потврди дека намалувањето на работното време е впишано во политичките програми, па должност било на владата да ги представи пред народот. Од опозицијата предупредуваат дека премиерот свесно ја манипулира јавноста. Велат нема институција каде власта не изврши полнење на партиски активисти и роднини на функционери. Заев лаже кога вели дека е намалил јавната администрација. Доволно е само да се погледне буџетот во последните 4 години и ќе се воочи зголемување на ставката за плати и недоместоци за 75 милиони евра во 2021 наспроти 2017 година. Ако во 2017 година од буџетот се одвојува околу 425 милиони евра за плати и недоместоци, оваа година се одвојуваат 500 милиони евра. Тоа е покачување за скоро 20%. Овие факти се несоборлив доказ дека Заев не ја говори вистината и дека наместо намалување, како што тврди, ја зголемил администрацијата и тоа за околу 20%. Откако вчера ресорниот министр за информатичко општество и администрација ја објави оваа идеја, најгласни се стопанствениците од приватниот сектор кои алармираат дека ваквиот чекор лошо ќе се одрази врз нивната работа. Бројни се реакциите на правната фела. Универзитетски професори велат дека ваквиот потек не е ништо друго, туку додворување на 140.000 административци во очи на локалните избори. Децидни се дека чекорот е нелогичен, бидејќи економскиот сектор од кој практично се обезбедува платата на тие службеници со овие измени ќе работат подолго од администрацијата. Според привилегиите кои им се нудат на административците, тие со новиот закон наместо 40 часа ќе работат 36 часа во неделата или по 8 часа од понеделник до четврток и само 4 часа во петок.